Денешната тема е како се справиме со неуспех. Значи, неуспехот у дефиниција, само што прочитав во речник, значи отсутство на успех. Така е дефинира неуспех, но ајде да дефинираме што точно значи неуспех. Ајде прво да видиме што значи успех. Па после тоа ќе речеме што значи неуспех, па како се справиме со неуспех. Така да, мислам дека имаме тоа да го разјасниме. Ајде да се вратиме на овој убав речник, кој што е за потекло на зборовите, од кај потекнуваат зборовите. И вели вака. Зборот неуспех потекнува од латински збор фалере, fail, на англиски fail. Фалере, што значи да измамиш некого или да излажеш некого. Нели? Фелере, ке речеме нешто, тоа веројатно таму потекнува, фелере робава. Значи дека нешто е прелажано, нешто е излажано. Значи неуспехот у суштина е поврзан со лага, некој тип на лага. И се размислував, спремајќи го овој лайф, си викам, окей, каков тип на лага може да биде поврзано нештото? Па може да биде поврзано со лага, кога човекот лаже, генерално. Гледате, ако човекот почнува да лаже, ако човекот не е искрен, ако човекот не е чесен во работата, во тоа што го прави, мислам дека ќе стане неуспешен, поради тоа што не се труди, нема заложба да биде нештото како што треба. Значи, се што е поврзано со лага, без разлика дали е успешен брак, ако има некој успешен брак и почнат лаги, ќе почне да биде неуспешен бракот. Затоа што, гледате колку интересно, вели фалере, да излажеш, да измамиш, to deceive на англиски. Така да, кога почне човекот да лаже, да измамува, во тој момент, веројатно е основа на неуспехот. Предпоставувам е да тоа што успехот е поврзан со добро на други луѓе, не само со добро на себе. Кога човекот ќе почне да мами, мислејќи дека ќе добие добро за себе, ајде да видиме, имате ситуација каде што можеби некој маж сака да измами својата сопруга, но тогаш му бил успешно. Или сопругава сака да го измами својот маж. Каква и да е ситуацијата, не е ни важно. Можеби мисли дека добива нешто за неа. Така, без разлика кој да е оправданието. Но суштина не добива ништо за неа. Не добива ништо за него, долгорочно гледано, за тоа што станува збор за лага. Така да, може оправданието, ама бракот веќе не е успешен. Може оправданието, не сакам да сум веќе во овој бизнис поради тоа што мене таму не ме ценат и човекот ќе почне да лаже и ќе почне да не се дава 100% себе си и ќе почне да не го дава најдоброто од него. Моето мислење е дека универзумот кога ќе види дека го даваме доброто од нас, најдоброто од нас, ќе не награди со шанса. Но за успехот потребни се шанси, но како човекот ги создава своите шанси, мислам дека ги создава своите шанси врз база на тоа што ќе го даде се од себе. Ќе даде се од себе, ќе го даде својот максимум, ќе го даде најдоброто од себе. И ако може да го даде најдоброто од себе, мислам дека универзумот ќе го презентира со убави прилики, со убави шанси, поради тоа што човекот е чесен, поради тоа што човекот е искрен, поради тоа што човекот дава максимум од себе. Затоа што таа енергија на давање на максимум, имајќи го доброто за сите, ами за нас, е енергија која што мислам дека е поврзана со успех. Сега, неуспехот може би доаѓа од немање на добри работни навики, незаложување за нештото да го направиме најдобро. Веројатно сето тоа доаѓа од немање на конкретна едукација, зошто тоа треба да го правиме, зошто е важно да дадеме се од себе, зошто е важно да сме секогаш честни, зошто е важно да го направиме нештото на исправен начин и кога никој не гледа дека го правиме нештото на исправен начин. Поради тоа што мислам дека не гледа никој, ама гледа универзумот. И кога универзумот гледа на некој начин како се однесуваме и што правиме, мислам дека ќе не награди со шанси, ќе не награди со добри можности, ќе не награди со добри прилики, поради тоа што ние ако дадеме се од себе, ние ќе бидеме достојни за успехот. Луѓето кога не го даваат најдоброто од нив, фактички достоинството за успех им се намалува. Затоа што човекот знае човекот е многу етично и добро битие. Се додека не се скршне надвор од шините и тогаш почнува да прави работи кои што се надвор од неговата етика, морал, надвор од неговиот разум и тогаш сам
си оди надвор од успехот, но мислам дека клjuč за успехот е етиката и давањето на најдоброто од себе си. И ако го дадеме најдоброто од себе си, најетичното од себе си, може би ќе речеме некојаш, будала ли сум ја најетичното од себе, ќе го дадам му неетична околина. Ако мислиш дека неетична околината сменија, околината ама продолжи да го даваш најдоброто од себе, затоа што кога ќе си намалиш своите стандарди кон себе, ги намалуваш стандардите за успехот да дојде. Поради тоа што успехот ги сака тие стандарди. Успехот ги сака работните навики. Успехот сака давање на максимумот од нас. Успехот сака да се заложуваме. Успехот сака да ни е важно. Поради тоа што сме во склад на успехот. Ајде ако размислиме дека успехот е еден тип на вибрација. И успехот веројатно ги бара од нас најдобрите вибрации на секоја тема. На тема станување можеби рано, на тема давање на максимум, на тема на да ни е важно, на тема да сакаме други луѓе, затоа што на кого го даваме нашиот продукт, на другите луѓе. Ако не ги сакаме другите луѓе, нема да го дадеме најдоброто од нас, нема да го дадеме најдобриот продукт. Веројатно тоа е една од клучните работи за успех е да ги сакаме другите луѓе. Затоа што ако ти не ги сакаш другите луѓе, не можеш да го дадеш најдобриот продукт од себе. Ако се разочара некој човек од другите луѓе, тогаш нема да го даде максимумот од себе. Ќе даде многу помалку од тоа што треба. Фактички на нас, тоа што ни е важно да го имаме, е едно од работите за успех, кој што е прошто вика остварување на целта. Остварување на целта. И сега, за стигнеме до целта. Значи, прва работа не смееме да се лажеме себе си, не смееме да ги лажеме другите. Некогаш сакаме да се лажеме себе си. Како се лажеме себе си? Па не можам да успеам, па не можеш тука да успееш, па ова не е до мене, па не можам да успеам поради тоа. Да ги имав тие околности каде што, не знам, ке живеев таму и таму, ако ги имав врските на некој човек кој што го знаете, ке речеш ке успев. Не е важно. Важно е дека може да успеете баш со тоа што го имаме сега. Со сите ресурси кои што сега ги имаме, на нас успехот ни е достапен. Само начинот да ги зголемиме нашите ресурси е повторно да дадеме максимум најетично и најчестно, како работа, најетична и честна работа. Ако човекот дава максимум, ако има етична и честна работа, ако се вложува честно, ако се вложува етично, ако се вложи да ги постигне некои работи и да си ги зголеми своите стандарди, мислам дека успехот ќе дојде, затоа што успехот е само ниво на стандард. Ниво на стандард. Прочитав убава дефиниција за стандард од Хавард, вика тоа е the degree of rightness, вика степен на исправност. Гледате колку интересна дефиниција ми дава Хабард за тоа. Што е стандард? Тоа е степен на исправност. Секој човек може нестото да го направи на поисправен начин. Колку и да го правиме исправно, можеме ли да го направиме поисправно? Можеме ли нешто да извежбаме подобро? Можем ли да го направам лајвот подобро? Можем ли да имам подобри комуникациски вештини? Можем ли да дојдам во контакт со поголем број на луѓе? Можем ли на поголем број на луѓе да им помогнам? Тоа е се дел од стандард. И дали е поисправно? Да. Имаме поисправни начини на правење на некои нешта. И ако го најдеме, ако го зголемиме тој стандард на исправност, ние го зголемиме стандардот на успехот. Затоа што гледате, успехот за луѓето е втек на енергија. Нели? Успехот, ние што мислиме? Успехот дека е втекот на енергија. Ние сакам да добиеме успех. Но гледате, не размислуваме дека успехот е истек на енергија. Хај така да размислиме, затоа што моето сваќање е дека успехот е истек на енергија. Гледате, имаме два тека, истек и втек на енергија, нели? Сега, луѓето мислат успехот е нешто што ќе дојде. Дал ќе имам куќа, колку куќи ќе имам, не знам колку, кој е работно место ќе го добиам и така натаму. Успехот, да, може да е втек на енергија. Тоа е наградата за добро одигра на игра. Но можеме ли да речеме дека да дефинираме дека успехот, ајде вака, ако ја дефинираме успехот дека е истек на енергија, ќе видиме колку сме ние далеку од успехот. Не сакам да збунам никого. Да, успехот може да е втек на енергија. Може за некој успехот да се финанси, може за некој успех да е љубовта која што ќе добие од партнерот, може успех да е што и да е. Но ајде да го редефинираме успехот дека е истек на енергија. Затоа што гледате, може би за мене да е успех и истек на енергија, додека го правам овој лайф, мојата енергија е супер. Затоа што јас се чувствувам убаво на овој лайф.
Ја давам енергија и се чувствам убаво од енергијата која што ја давам. Може би тоа е успехот. Подобра мерна единица за успех е истекот од толку втекот. Ако само го размислиме малку. Затоа што, гледате, ако ние чекаме универзумот да ни даде, ама ние работиме работа која што не ја сакаме, затоа што успехот за различни луѓе е различен успех. Постигнување на цели, ама кои цели се важни, кои цели се за нас битни цели, кои цели не ни се важни. Ме разбирате? Затоа што ако ние сме у погрешни цели, кои што не ни се важни, секој истек на енергија, ке речеме, слушај, играм некој игра која што не ја сакам да играм. Не можеш да бидеш успешен. Прво правило за успехот е дал си у играта која што ја сакаш. Затоа што ако си во играта која што ја сакаш, истекот на енергија ќе биде успех, затоа што си среќен дека сакаш играта. Порано кога тренирав у работнички, секој идење на тренинг беше за мене среќа. Беше за мене успех. Успехот, ајде така да кажам, веројатно е пропратна работа на истекот на енергија од тоа што го сакаме ние. Дете, пропратна работа. Успехот не е нешто кое што е втек. За мене успехот е истек на енергија. Точно е дека во општеството, ова е моја идеја, дека во општеството успехот е наградата за добро сработеното, точно е. Но замислете наградата ако биде самото работење, не наградата од добро сработеното. Награда од добро сработеното, да, супер е, точно е, успех е. Ама замислете ако имаме награда од работеното, награда од тоа што го правиме во моментот. Што е тоа? Задоволството кое што го имаме во тој момент кога ја работиме работата. И ако човекот е среќен, и ако човекот е задоволен, и ако човекот е во склад со својата мисла, емоцијата му е усклад. Затоа што гледате, ако човекот не е усклад со својата мисла, он има една мисла, сака нешто, срцето го влече да прави некоја работа, он прави друга работа, значи акцијата не е во склад со неговата мисла и со неговата емоција, не можеме да имаме успех. Можеме да имаме успех ако ги складиме сите тие работи. И мислам дека кога човекот ќе ги постигне сите тие работи, кои што кога ќе го прави баш тоа што го сака, и кога од самата работа добива награда, од самиот истек на енергија добива награда, а човекот се чувствува прекрасно, мислам дека човекот е успешен. Затоа што секој ден, секој миг, секоја атом на потрошена енергија му е среќа. И имаш ти луѓе кои што трошат енергија за работа која што не ја сакаат и го чекаат успехот да стигне и чекаат наградата да стигне, ама не го прават нештото со жар, не го прават нештото со љубов, нема емоција во нивната акција. Мислам дека релативно помалку успешни се, затоа што успехот треба да не даде среќа. Нели? Среќа. Е сега, ако среќата ја дадеме дефиницијата од Хабард за среќа, тоа е надминување на препреки кон посакувана цел. Надминување на препреки кон посакувана цел. Ако ние не ги надминеме препреките, не можеме да збориме за успех. Ако не ја постигнуваме целта, не можеме да збориме за успех. Но посакуваната цел не мотивира да од нас излезе најдоброто кое што ние го даваме. Се сакам да ви прочитам многу интересно, кога сум веќе на оваа тема, спремајте се за овој лайв, сакам да видам и од каде потекнал зборот успех, на англиски е success. Гледате од кај потекнал. Succeed е зборот и вели се состои од два збора. Succedere на латински кажува вака. Sub, зборот, потекнал од зборот sub, што значи next to или after, кој што е блиску до или е после, after значи после или е блиску до, cedere значи to go или to move. Sub, cedere, succeed, succedere, sub, next to, after, кој што е блиску до или после, cedere е движењето. Success, нешто што доаѓа после движењето, нешто што доаѓа после акција. Ете, луѓето кога седат, не може да имат успех, затоа што вика тој доаѓа после акцијата. Но акцијата, ако е поврзана со некоја цел, гледате, блиску до акција, вика успехот е нешто што е блиску до акција, нешто што доаѓа после акција,
после движење. Ама ако човекот се седи дома и ако ништо не прави и не го контролира просторот, не го освојува просторот преку својата мисла, не може да збориме за успех. Успехот е нешто што доаѓа после акција. Од остварената акција. И сега може би успехот доаѓа и со самата акција. Може ми така да размислувам. Ако мојата акција ме прави среќен, мојот успех е во самата акција. Да го правам тоа што го сакам. Да, од мене излага енергија која што е добра од самата акција која што ја правам. Така. Прво, која ја сакам работата која што ја правам, не се лажам себе си. Повистина сум до себе. Нели? Повистина. Не викам дека луѓето што го прават нештото кој што не го сакаат, не се етични и честни. Далеко од тоа, не го зборам тоа. Напротив, може да се многу етични и честни. Може ја некојаш правам некоја работа што не ја сакам, ја правам етично и честно. Не значи дека сум лажго. Можам да бидам успешен и таму. Но сакам да кажам дека успехот е уште поголем кога човекот е во склад со својата мисли и емоција и акцијата која што ја прави е за него уживање, затоа што ќе го направи на што поголем стандард. Гледате, љубовта е таа која што го прави квалитетниот продукт, според мене. Љубовта е таа, а кога ќе видиме квалитетен продукт кој што сме го направиле, самото гледање на квалитетниот продукт ни дава чувство на успех. Кога ќе го направиме најквалитетниот продукт? Кога уживаме во тоа што го правиме и кога го сакаме тоа што го правиме и кога ги сакаме луѓето за кои што нештото го правиме. Нели? Има еден многу убав дел од повторниот Хабард, ќе го цитирам, вика главната состојка на компетентноста е уживање. Видите? Главната состојка на компетентноста е уживање. Компетентност значи си добар у нешто. Главната состојка е уживањето. И ако јас не уживам у нештото што го правам, нема сум компетентен, ама мојата компетентност е основа за успехот. Самото станување на компетентен во некоја сфера е успех, според мене. Мислам дека е главно нешто за да успееме, некаде да речеме дека сме успешни, е компетентноста, но за да бидеме компетентни мораме да имаме уживање. Уживање во тоа што го презентираме, уживање во тоа што го правиме. Зашто мажот и жената се компетентни на почетокот на врската, бре, заљубени се еден од друг, зрачи позитивна енергија, уживаат у тоа што го прават. Ужива девојката да направи нешто за дечкото. Дечково ужива кој отвара врата, кој носи цвеќиња. Ужива. Секој дајно со љубов. Карминот е ставен. Мириса на мандарина. Што би рекој пријател мој. Вика на почетокот, вика, карминот е мирисаше на мандарина. Сега, сакам да кажем дете уживање му тоа. И кога ќе го стави човекот уживањето, љубовта, у акцијата, не може да испадне лошо. Затоа што љубовта е мерило за добро. Љубовта е мерило за добро. А доброто е основа за успех. Љубовта кон другите луѓе и љубовта кон продуктот се главни состојки за успех. И како да се справиме со неуспех? Да се вратиме на фреквенцијата на љубовта, да се вратиме на фреквенцијата на истекот на енергија и да се вратиме на фреквенцијата на верба во луѓето. Ако човекот се уште верува во луѓето, ако верува во еднината, ако верува во себе, нема неуспех, го отфрла неуспехот. Неуспехот човекот го прифаќа кога ќе одлучи дека не успеа. Гледате, човекот го прифаќа неуспехот и се согласува со неуспех кога ќе го прифати дека е неуспех. Што значи тоа? Прекинува да оди понатаму. Ви текнува, суд се дере, нешто кое што е близко до акцијата, нешто што оди после акцијата, на латински зборот кој што видовме од success, потеклото. Близко до акцијата, човекот кој ќе го прифати неуспехот, он се стопира. Човекот е стопиран кога ќе констатира неуспех. Се доека не констатира неуспех, тој не постои. Ето, универзумот наш не е стопиран, универзумот наш се уште е со идеја, универзумот наш се уште е со визија. Не имаме препреки на патот, ама не ги констатираме се доека веруваме во целта и веруваме во луѓето. Како се справиме со неуспех? Мораме се справиме со разочарувањето. Мораме се справиме со неверувањето. Неверувањето е основа за помала контрола. Неверувањето е основа за помала контрола, зашто човекот има контрола и го шири својот живот кога се уште верува во луѓето, кога верува во иднината, кога верува во продуктот, кога верува во етиката, кога верува во доброто.
И ако сето тоа го има, нема неуспех. Зашто? Затоа што има акција, има движење. Ама во моментот кога ќе прекине да верува во сето тоа што е убаво, во сето тоа што е добро, во сето тоа на што е едноставно, што го влече, што му е интересно, кога ќе прекине да верува во иднината, се стопира. Станува циничен, станува разочаран, разочараниот човек станува негативен, бара негативни работи, кои што се околу него, за да се потврди разочараноста, за да се потврди дека е управо, за да се потврди дека нема успех. И што се случува? Почнува да се дружи со разочарани луѓе. И кога ќе се спојат неколку разочарани луѓе, тие зрачат иста енергија и си ги хранат своите идеи дека стварно не можеш тука да успееш затоа што си разочаран, затоа што едноставно нема успех. Идејата дека не можеме да успееме клучот на неуспехот. Идејата дека можеме да успееме наспроти се е клучот на успехот. Нели? Кои имате разочарани луѓе, тие си ги хранат разочарувањата на другите луѓе. Ги хранат. Разочараниот човек храната, зашто гледате, разочараноста е разочараност. Разочараност значи дека не е веќе очаран, не е веќе восхитен од што? Од животот. Ама од кога сме ние восхитени, кога сме очарани, кога веруваме? Разочараниот човек значи дека не е веќе очаран, што значи дека не е веќе во верба со иднината, не е во верба со луѓето, не е во верба со што и да е, кој што он мисли дека изгубил, ама не е изгубил. Тоа е се на патот на успехот. Разочарувањата може би да се дел од патот до успехот, но не смееме да се разочараме до тој степен да целосно затвориме вратата и да станеме едноставно со фикс идеи дека не може во животот да се успее, дека не можеме ова да го направиме. Тогаш сме целосно стопирани. Тогаш сме целосно стопирани, затоа што нашата мисла не стопира нас. Вербата отвара простор. Гледате, вербата прави простор. Кога на луѓето им паѓаат емоциите, кога паѓаат по скалата на емоции, кога се губи вербата. Зама човекот да верува во љубов, да верува во добрина, во иднина, он мора да волен да е ранлив. Луѓето кои што се разочарани, они не се ранливи. Затоа и се разочарани, за да не бидат ранливи. Од што? Од неуспехот. Гледате, од нешто што ги разочарало. А ранлив е човек, човек кој што верува, човек кој што има визик, човек кој што има идеи, човек што се вложува во нешто, тоа е ранлив човек. Е сега, храброст е да бидеш ранлив, храброст е да си експониран на поразот. Разочараниот човек не е експониран на пораз, тој не сака да е отворен, не сака да е експониран, не сака поразот да допре до него. И тоа е тоа што го поразува. Тоа е тоа што го поразува човекот. Нели? Ако човекот секогаш се плаши да не биде поразен, ако се плаши, ако му е страф нешто да не му се случи, да не изгуби, он нема да има храброст да верува дека ќе победи. Има еден интересен текст од Хаберт, зборува за дуалност на овој универзум. Дуалност, он така го кажува, две. Има северен и јужен пол, има плюс, минус, топло, ладно, добро, лошо, ден, ноќ. Има две работи. И кажува многу интересна работа. Кога се плашиш од едно од тие две работи да го искусиш, кога се плашиш да го искусиш и поразот, нема да одиш кон победата. На патот на победата човекот мора да биде не импресиониран од унаводници поразот. Нема пораз. Нема пораз. Треба само да продолжиме понатаму. Не разбирате? Едноставно, успехот е нешто кое што оди напоредно со акцијата. Да, неуспехот доаѓа од кога сме стопирани. Кога ќе застанеме, кога ќе речеме сега, не можам веќе. А тогаш имаме неуспех. Ама неуспехот, се додека веруваме, го нема. Вербата, ова сакам да го доловам, вербата, истекот на енергија поврзана со верба, вербата прави блок на неуспехот. А вербата прави блок на неуспехот. Човек кој што верува не може да биде поразен. Само човек кој што прекинал да верува во нешто, станува поразен. Затоа што вербата го прави патот. Вербата ја отвари иднината. Вербата во другите луѓе фактички ни ја дава само до вербата. Не? Затоа што вербата во себе, ако човекот не верува во други луѓе, нема да верува во себе. Сте видели човек кој што е разочаран другите луѓе, тој не верува, тој е несигурен човек.
Луѓето кои што веруваат во други луѓе се оптимисти. Луѓе што веруваат во иднината се оптимисти. Луѓе што веруваат во други луѓе во иднината веруваат во себе. Веруваат повеќе. Може би повеќе ќе видите кај тие луѓе дека има несигурност, ама барем ја гледате несигурноста затоа што он има храброст да покаже таа несигурност. Разочараниот човек никош нема да ви покаже несигурност. Напротив, ќе сака да ја скрие несигурност, затоа што е полн со несигурност. Затоа што мисли дека таа несигурност е неговата слабост. Несигурноста на луѓето не е слабост ако веруваат. Слабоста на луѓето е невербата во иднината, невербата во луѓето. Зашто човекот кој што верува, он може да има сомнеш во себе, ами иде понатам. Човекот кој што не верува, он нема сомнеш у себе. Он нема сомнеш у тоа дека се е лош. Не се сомнева он. Он е сигурен. У што е сигурен? У негативното. Ама не е сигурен у позитивното. Тоест, сигурен е дека нема позитивно. Знаете, точно е дека е тој сигурен. У што е сигурен, прашањето? У што е сигурен? Сигурен е у тоа дека не постои иднина, дека не постои успех, дека не може да се успее. Супер. Не ми треба мене таква сигурност. Не ми треба мене таква доверба. Ја не сакам да верувам у тоа. Човекот кој што верува во иднина, верува во добро, верува во етика, верува во убаво, гледайте, тој што верува во добро, он може да искаже некоја несигурност во однос на иднината, ама верува во убавото. Зашто има несигурност во однос на иднината? Не знае како ќе дојде до тоа. Му требаат чекори, му треба пат. И таа мала недоверба и несигурност ќе се претвори во сигурност. Ама храброст е верба. И човеков кој што е разочаран, кој што не верува во доброто, тој не е храбар. Зашто не е храбар? Сте виделе разочаран човек што е храбар? Ја не. Размислете. Сте виделе ли човек кој што е целосно негативен, кој што е целосно изгубил верба во нешто, да е многу храбар? Ја поретко. Ама јас сум видел човек кој што е верува, кој што е добар, кој што го сака светот, кој што сака да направи добри работи и едноставно не му успева некојаш, а му уште верува. Тој човек е храбар. Тој човек е храбар. И просто му убав цитат за храброст и како е поврзано со неуспех. Овој цитат сум го читал, пак е од Хабард, вика вака: храброста би можела да се сумира под 1, да си волен да предизвикаш нешто, и број 2, да одиш да го постигнеш ефектот кој што си го зацртал или постулирал, наспроти сите шанси за неуспех. Да одиш да го постигнеш тоа наспроти сите шанси за неуспех. И кажува понатаму, вика, не постои изговор за било кој неуспех кој што се случило во историјата. Постои само ова: недоволно буткање и истрајност. Се мисли кон целта. Ама за да имаме буткање и истрајност кон целта, мора да веруваме во нешто убаво и добро кое што сакаме да го постигнеме. Гледате, ако човекот има негативна цел, самото тоа што човекот е добар, он сам ќе се стопира да оди кон таа негативна цел. Да имате негативни луѓе, што имат негативни цели, ама они набрзо самите ќе се стопираат. Сте виделе некојаш имував текст каде што кажува дека криминалецот сам ги остава трагите на крај да биде фатен. Зашто? Зашто е добар, зашто и тој не ќе да ја крира таа цел. Ама ако имаме конструктивна добра цел, која што е за добробит на луѓето, и ако ние си го земеме дека наша должност е да дојдеме да ја постигнеме таа цел, зошто ни е должност? Затоа што ги сакам луѓето, зашто верувам во нив, зашто верувам во доброто. Ја ќе ги надминам сите препреки. Ќе направам сите препреки, ќе ги надминам за да дојдам до тој резултат. За да го видам она што јас го сакам, дека ги променило на добро луѓето. И тоа е нешто кое што ме мотивира, тоа е нешто кое што ме води во нештото, така ли? Така да човек кој ќе се разочара, он си го стопира просторот пред него, си ја стопира иднината. Не ни користи да сме разочарани луѓе, видите. Животот е игра на храбрите, каде што храбрите стануваат играчи, каде што идат да креираат конструктивни цели, каде што имаат шанси за неуспех, затоа што се волни да бидат изложени на ризик. Но човекот се доека верува може да сака. И да го изрази тоа сакање. Гледате, затоа што е поврзан со истек на енергија, затоа што е поврзан со давање. Човекот кој ќе се разочара, многу помалку од него излага енергија.
тој е стопиран. Првото нешто кое што треба да го направиме како се справиме со неуспех е да видиме дали сме се разочарале на некоја тема. И ако сме се разочарали на некоја тема, да ги вратиме позитивните работи на таа тема. Може човек е разочаран во љубов, мора да најде работа која што ќе го мотивира во љубовта, да види позитивни примери, не само да гледа негативни примери. Разочараниот човек само бара негативни примери. Мора да е волен да види позитивни примери и мора да е волен да си го смени умот на таа тема. Затоа што тоа е храброст да го смениш твојот ум. Зашто? Ставот, разочараниот човек има став. Ставот е да го заштити од друг пораз, ама тој став не е добар. Храброст е да се разоружаме од тој став. Затоа што ставот, таков став, негативен, набрзо ќе не донесе до страв. Мала е линијата помеѓу негативен став и страв. Но, ако имаме позитивен став, а можеме да имаме малку страв, ама ќе го надминеме преку позитивниот став и преку вербата дека ќе дојдеме до успех. Верба во нешто кое што е добро. Ама забавно е. Забавно е. Животот е преубав. Супер е. Мораме да ги најдеме целите. Стварно е фантастичен. Јас сум горд што сум дел од оваа планета, тука во овој момент, во Македонија, дел од овие 370 луѓе кои што денеска ме слушаат. Ве обожавам. Многу сум среќен дека сте тука. Многу сум среќен дека можам да изборам. И сакам. Во овој момент, јас се чувствувам успешен. Затоа што сум тука и го правам тоа што сум го сакал да го правам од секојаш. И има за кого да го правам. Така да ви благодарам дека сте дел од мојот успех. Без вас, помалку ќе биде успехот. Ама, веројатно, сме тука поврзани затоа што вие чувствувате љубовта, ја што имам кон вас, ја чувствувам љубовта која што ви имате кон мене. И на некој начин сме во некоја убава комуникација, убава релација. Ама вие сте дел од мојот успех. Затоа што мојата позитивна енергија да го крирам овој лайф, повторно. Гледате, у петок, повторно ќе се чувствувам успешен. И утре кога ќе станам, и вечерва, зашто имам консултации после, пак ќе се чувствувам успешен, зашто на уште еден човек ќе помогнам како да биде подобар во неговиот живот и како да игра подобри емоции. Јавете ми се. Имам закажано многу однапред термини. Секој ден ми е спремен за успех, затоа што имам луѓе на кои што ќе помогнам и го правам тоа што го правам. Почнувам од 9 сабајле. Океј, јавете ми се, сакам и ја да бидам дел од вашиот успех и вие да бидете дел од мојот успех, каде што заедно ќе си помогнеме. 078-261-771 е мојот телефон. 078-261-771. Јавете ми се. Гледате, успехот само ставете го пред вас. Како? Правете ги нештата со жар, со љубов, најдобро, со најдобра енергија која што можете. Ако го правите тоа што го сакате, супер, може ќе е полесно, но и ако сте во некоја област која што не ја сакате најдобро, најдете причина да ја сакате. Најдете причина зашто е добро и дајте го повторно максимумот од вас. Што видите, нивото на успех, нивото на среќа секако е се зголеми со квалитетот на истекот на енергија која што ја даваме ние. Квалитет на истек на енергија заедно со квантитет на истек на енергија е дефинитивно формула за успех. И да ни е грижа и да имаме добри емоции, зашто да го направиме тоа на исправен начин. На исправен начин. На најисправен начин на кој што може. Ова е најисправниот начин, јас што го знам. Сигурно дека има поисправен начин како да ги направам моите лајвови подобри, но тоа ќе дојде со еволуција на овие лајвови. Ќе дојде. Јас знам дека овој лајв и другите лајвови апсолутно ќе ми помогна да бидам уште подобар мотивацијски говорник. Јас знам дека ова не е најголемиот успех, затоа што моето подобрување на самиот себе ќе ме донесе до поголемиот успех. Работа на сам себе. 17 години работам на себе. 17 години. Се обидам да бидам подобар. И тоа е тоа кое што го носи успехот. Мислам дека нема по-паметна инвестиција од инвестирање во подобрување на самиот себе, затоа што вие сте гарантот за вашиот успех. Не е ништо, не се вашите комуникации, не се вашите родители, не се земјата која што живеете вие. Кога човекот ќе се подобри, кога ќе инвестира у себе, тоа е клучот за успехот на човекот е он. Неговото себе подобрување, сваќањето како да ги правиме работите подобро, сваќањето каде грешиме, зошто грешиме. Не
Не е доволно само да сватиме каде грешиме. Многу е важно да сватиме зошто грешиме, затоа што каде грешиме ќе се коригира ако сватиме зошто грешиме. Ама зошто грешиме треба да поработиме на сами себе. И треба некогаш некој да ни укаже на некои работи, може да ни ги даде механизмите зошто грешиме. Но ако човекот инвестира во себе, секогаш секако дека има поголем успех. Затоа што ние како душа сме огромен квантитет на енергија. Ние немаме лимитиран квантитет на енергија. Ние сме неограничен квантитет на енергија. Само некогаш нашите негативни мисли ни ја стопираат таа енергија. Ние сме толку моćни, сме толку јаки. Единствениот некој кој што го спречува сопствениот успех е самиот човек. Самите негови мисли, самите негови емоции. Може би има идеја дека него заслужува успехот. Може би има идеја дека не може да успее толку. Визијата го лимитира. Колку е за него успех, лимитирани идеи имаме некојаш. Ете, нашите лимитирачки мисли се причина за нашиот неуспех. Но, потребно е апсолутно да работиме на нив. Потребно е да работиме, да ги трнеме тие негативни мисли, негативни работи, негативни идеи. И точно ја препорачувам таа книга Дианетика од Хабард, затоа што ги трга негативните и ограничувачките мисли кои што секој еден од нас ги има. Како да се отфрлиме од тие негативни мисли кои што не спречуваат, кои што ми кажуваат дека не сме добри, дека не можеме. Тоа е ѓубре во нашиот реактивен ум. Има начин како да се ослободиме тоа. Дечки, ви благодарам, ве обожавам, ве сакам, се гледаме повторно у петок. Имајте убав вечер. Успешни сте, ќе бидете уште поуспешни. Дајте се од себе, дајте љубов, сакајте ги луѓето, сакајте се себе си, целите и днината. Верувајте. Најважно, верувајте. Зашто животот е убав, прекрасен. Ве обожавам, ве сакам. Чао.